Продолжуваме со ноќно студио, со нас е Димче Велев, председател на Сдруженијето на диабетичари. Благодарам што сте со нас вечерва. Добро вечер, благодарам на поканата. Прво прашање, има ли доволно терапија во аптеките? Не доволно. Има недостиг на терапија континуирано. Инсулинска терапија имаме за среќа, но антидиабетна немаме сензори, помагало нема. И има недостиг на глукомерен ленти. Сега сериозно со антидиабетна терапија на бројот на пациенти кои што треба да се додели, немаат и нема сензори повеќе од 1 месец. Зошто е тоа така? Па, јас според мене, тоа спрема нашите информации, мислам дека е заради некој неодговорно планирање или каснење со завршеток на претходен тендер, почеток на нов тендер. Одлуките се донесени многу касно. Во меѓувреме Министерството за здравство како носител на програмата единствен требаше да испланира доволно сензори и доволно глукомери ленти да има до секој пациент. Не ви досади процесот дека постојано секоја година зборуваме дека тендерот не е доволно навремено распишан или количински недостасува. Секоја година некако зборуваме за истите проблеми со без разлика дали станува збор за диабетичарите или другите пациенти кои што имаат потреба, односно неопходна терапија. Не знам зошто не им досадува. Нас не може да ни досади, ни треба. И не може да стосади диабетес. Да, но некако секоја година се борите со тоа и не се наоѓа системско решение. Тоа ми е прашањето. Системско решение веќе е понудено, за среќа. Директорот на Фондот за здравство пред 2 недели на нашата конференција пред и меѓународните фактори објави дека 27 година ќе има нов модел, тој што го бараме, што е реален во цел свет, референтна цена во аптека секој да се бира и да биде можност да не прекинува никогаш со помагалата и со терапијата, да можеме да ја земаме. Значи, префрлувањето од Министерство за здравство како политичка институција, бидејќи Министерството е пред се политичка институција, извршната власт. Меѓутоа, фондот е оператива. И кога во фондот е пофлексибилно и полесно заменување и адаптирање со трансформирање на решението на некој проблем кога се појавува. Еве за информација на сите пред се за вас, да ви кажам денеска за намена на оваа емисија, пресметував од 2023 година, сега сме 26 април, на тип 2 имаат земено преку недадено, одземено преку 15 кутивчиња со ленти, 2 глукомери, за тип 1 можете го тоа пута 6. Што се пари? Ленти, прво, тоа е здравје, се вака примум пари која што сака да слушаат обично власта или луѓето во власта, тоа се пари кои што некој ги изел, не ги нема. А ние ги викаме лента живот, капка живот. Што се судбини? 40.000 судбини виселе најмалку 10,5 месеци, 11 месеци. 11 месеци ние немаме помагала. Во терапија сме немале 6,5 месеци терапија. Сме изгубиле кој антидиабетна, кој инсулинска терапија со намалени количини. Што е многу е. Не знам зашто не им досадува да седнат како влада, да направат промена едноставна во закон, во програмите и да префрлат во Фондот за здравство. Тоа не го измислуваме како топла вода или не знам некој процес, ние во Македонија. Тоа во сите развиени земји кои што се стремиме да одиме, или во Европската унија, кој што сакаме да го достигнеме кој стандард, таму нема министерството мешање прсти во програмите за диабетес и компликациите од диабетес. Колкав е сега бројот годинава на лица кои што се на таа терапија? Значи, бројката не се менува затоа што како се одлеваат, односно заминуваат или се тргаат од листата од разни причини, па и морталитет, се зголемува бројот. За жалки тип 1 имаме голема прогресија, тоа се деца и млади. Значи, негде се движиме околу 40.000 на терапија, вкупно се таблетарна терапија, односно вкупнот број на лица идентифицирани во систем за диабетес меѓу се околу 130-140.000. Тие 10.000 не се бројка математичка грешка, него се менува спрема моментот на пресметка кога се прави пресеци во Институт за јавно здравје и во мој термин.
Зборуваме сега за жал дали ја има или ја нема или колку недостасува, но што е за квалитетот кога зборуваме? Квалитетно ли е тоа што го добивате? Бидејќи знаеме јавните набавки како се спроведуваат, се избира понудата која што е најефтина во тој момент или најефтино понудената понуда на таа јавна набавка. За жал, една од работите кои што никако не слушаат, не само нас како диабетес, ние на хронична болест пациентска организација, никој во извршната власт изминатите 7-8 години не слуша дека не сакаме да биде најниска цена. Кај нас во држава набавките за лекови се третира исто по набавки на асфалт, на автомобили, на столеви, на било што. Квалитетот за среќа на терапијата инсулинска кај нас е висок. Тоа е за среќа наша или благодарност, нели, што тие административци и тие власти што одлучувале, ние одлучиле да ја донесат најсовремената терапија. Меѓутоа, антидиабетната е во мал број. Квалитетот на сензорите, на CGM системите, морам да кажам дека се стандард, просечен стандард. Немаме ние најсовремени како држава донесено сензори или CGM-и, кои што луѓето си ги на црно ги набавуваат. Меѓутоа, овие што ги имаме се добар стандард за наши регионални услови, кои велам наши, мислам, Источна Европа. Тука некаде сме со сензорите, а лентите до сега беа надвор од се. Дури производителот пред 2 години прати писмо дека не ги произведува од 2020, а кај нас се делеат до лани, до сега до март, се делеат Тайсонот. Не знаеме што како, никој не извади никаков податок што се случува. Ние укажавме, меѓутоа за среќа сега доаѓа исто добар Лукомер, кој што има сериозни преференции за релевантност, за кредибилност на податоците. Односно стапките кои што може да се јават во моментот на мерење гликемија со лабораториска, да речеме, се наоѓа таа граница кој што науката рекла, базирана на докази, дека може да отстапи или молот. Рековте дека дел од лицата, пациентите пристапуваат дури на црниот пазар, бидејќи кога е здравјето во прашање, секој од нас нема да чека, туку ќе бара решение како да дојде до терапијата. Колку тоа го чини еден граѓанин доколку сам набавува целосно све што е потребно? Многу. Спрема нашите стандарди и просечната плата да ја земеме, не минималната, нас 1/3 од буџетот дома ни оди за помагало и за терапија. Кога велам црн пазар, да се разјасниме, за мене црн пазар и за секој пациент е се што не можам да го земам регистрирано во држава, некој да ми го гарантира, не некој, државата да го гарантира, производителот, дистрибутерот, аптеката која што го купувам, дека може да го вратам или може да има фармаковигуланца, односно патека на реакцијата да бидам обештетен, односно да добијам тоа што треба. Ние одиме во Србија, одиме во Бугарија, одиме во Грција, купуваме и терапија од таму. И тоа заради тоа што се поевтини од Македонија. И тоа што го има Македонија па е скапо. И тоа 1/3 најмалку е поскапо од во Србија или во Грција. И ние одиме таму купуваме. А сензори купуваат и од европски држави, зборам од Европска унија, и се многу поскапи, немаат гаранции, за разлика од овие тука што се продаваат. Ние имаме веќе сензори во аптеките, меѓутоа се заради околностите кои што ги имаме, пациентите го велат ова, не јас ја немам сензор и не купуваме, сум тип 2. Меѓутоа тип 1 кажуваат вика ние фрламе пари затоа што ако стаса сензор, лепенка е тоа. Да, трансмитерот го има, нели? Да. Трансмитер, меѓутоа таа е од таму 50-60 евра. 2 лепенки ако него вој месец му се промашени, не функционираат од технички причини, он 100 евра ги фрла. Ако тука го имаме регистрирано, ако државата го обезбеди и го пушти во регуларна продажба, ние тој 100 евра ќе си ги заштитиме. Да, имаме гаранција. Имаш гаранција, имаш кој да реагира. Се борите повеќе години, повеќе од 5 барем се споменува во медиумите што можев да пронајдам и да вратам назад за национален регистар во државата на лица со диабетес. Каде кочи тој процес за формирање? Процесот кочи во некомуникацијата целосна меѓу институциите. Че ние имаме регистар во службен весник, треба да има регистар, опишане. Треба води Институт за јавно здравје.
И ние официјално бројките треба да ги вадиме од Институт за јавно здравје. Меѓутоа, бројките на Институтот за јавно здравје што ги прави се комплетно дискредитирани од мој термин кога ќе извадите бројките и кој ќе извадите бројките на клиника или кој ќе извадите бројките на од IDF, Меѓународната диабетолошка федерација. А она ги црпи исто од Македонија, од доктори, од институции и така натака. Регистерот не е едноставна материја, значи тоа не се статистички бројки, некој само да ги чита. Значи ние, да, нас не е лесно за на телевизија, вака ќе кажеме 140.000 вкупно, 40.000 на инсулин, 5.000, 4.000 на, се извинувам, 4.000 се тип 1, имаме, тие се скоро сите млади, деца или малку број на возрастни, меѓутоа не е тоа така. Таму имате компликации. Имате во година колку земале, станале нови. Никој не го чита бројот дека ние во Македонија имаме меѓу 8 и 9.500 годишно нови пациенти на инсулинска терапија, а околу 12 до 13.000 новодиагностицирани лица со диабетес тип 2. Никој не читаме кои компликации ги има. Што е најинтересно, тој регистар во европски рамки, бидејќи учествуваме во тие процеси преку IDF, мора да ги врзат клиниките за кардиологија, за неврологија, за нефрологија, овие што се офталмологија, што се примарни компликации, оној што има диагноза диабетес, особено на инсулинска терапија, мора да биде поврзан да се докаже со дополнителни анализи, некакви истражување на дополнителни прегледи дали причинител е диабетесот или е настаната само од себе компликацијата која што се води. Затоа што кога човек фаќа офталмологија, наједноставно се објаснува, кога фаќа ретинопатија, а диабетеста е диабетична, че не може да биде случај кон некој друг што има обичен човек. И тоа мора да се врзе со диабетес состојбата. И тоа е значи влошување на состојбата со диабетес. Ние немаме такви податоци и затоа велиме немаме добар регистар. Ние имаме регистар кој што не е податлив и кој што во најмала рака не врши работа. Ние како сојуз направивме едно научно истражување. До сега имаме научно едно истражување меѓу пациентите. Бројките во компликации, реалните на терен, со бројката од институтот не се поклопи. Ако ги немаме тие бројки, го немаме регистарот, ве консултираат ли барем вас во однос на бројот и планирањето кое што се прави при набавка на таа терапија и сите уреди кои што се потребни? Вака, за набавки за бројки ние не зборуваме, бидејќи немаме ни ние регистар. Меѓутоа, Националната комисија за диабетес, како тело на Министерството за здравство, составено од 5 доктори на науки и професионално, ние имаме прекрасна тука комуникација со работки, затоа благодарам што имаме таква можност. Навреме сме информирани за сите процеси, за промени, за можности, за согласување. Дури ние сега како пациенти, ова што го дознаме, што е базирано на докази, се јавуваме, прашуваме може ли побрзо да го донесеме. Не читам исто, на интернет дознами, само ни велат, видите, прочитете убаво во фаза на истражување. Че тоа ако е во истражување во некоја држава не може да дојде тука. Меѓутоа, тоа што е завршено како процес, и велиме гледајте може ли да го донесеме побрзо, да се согласуваат и тоа заеднички го водиме битка во министерството, преговараме и еве ги стаса нови терапии, нови протоколи и веќе можеме во тој дел да кажеме дека сме малце порелаксирани во Скопје и во клиничките болници, меѓутоа во локалните средини не сме затоа што недостасува кадар. Колку, кога зборуваме за недостаток на кадар и проблемите кои што се чувствуваат, која од општините е најзагрозена? Дури Министерството имаше една идеја за продолжување на работниот век на лекарите, нели до 70 години, па да може тие да произлезат во пресвет, колку и тоа би било решение за една општина. Најголеми проблеми имаме во Велес, Битола и Штипчина. Не. Велес не е најголем проблем. Имаме 20 диабетолози за кадар. Нас проблем ни е во Радовиш, во Кочани, во Ресен има еден, во Охрид имаат еден или двама и тоа се пред пензија и да продолжат луѓето да работат, сепак треба млад кадар. Она што е многу поважно за нас, сега може луѓето што имаат диабетес го знаат, нас не се многу важни сестрите. Ние немаме сестри. Медицински сестри, диабетолошки, низ центрите, они се многу поважни во делот на едукацијата. Докторот ќе ви даде едукација првична и он има и други пациенти, меѓутоа сестрата има обврска
доколку е диабетолошка, а тоа го прават овде во Скопје, што се во центрите за диабетес, го прават и низ Македонија, таму кај што ги има дополнителна едукација за пациентите за како да се справат и да живеат нормално со диабетес. Како изгледа еден ваш ден кога ќе отидете? Што е она што најповеќе ви треба? Ги спомнавте медицинските сестри, дури имаш и една идеја за студентите по медицина, по завршувањето на студиите, директно во јавното здравство да им се понуди вработување за да се минимизира или некако оптимизира тој дел или тој напор кој што сега го има во одредени општини. Така, многу важно е животот на човек кога се добива диабетес и семејството кај тип 1, кај децата да добијат поддршка од стручни луѓе. Значи, веднаш имате промена на начин на живење комплетна, во делот на исхрана, во делот на физичка активност. Значи, диабетесот кој ќе сватите по месец-два не е ништо пострашно, само поинаку се живее. Сега таа промена прави ментален проблем. Треба да знаеш да смениш храната, да знаеш да броиш въглехидрати, да знаеш да физичка активност колку да имаш, да знаеш што треба да јадеш и што треба да пиеш, зборам за сокови или било што, во време кога вежбаш или не вежбаш, кога имаш физичка активност или немаш физичка активност. Како се дозира инсулинот? Како се дозираат терапиите? Кога помалку, кога повеќе? Че животот не запира, продолжува. Тоа за брзо време се учи, меѓутоа првата поддршка е многу важна, ние таа немаме и многу луѓе родители, особено ние се трудиме како Сојуз Сдруженијата, особено локални и Баланс како национално здружение се трудат да помогнат на сите родители во првите месеци да сватат дека сега со сензорите, бидејќи секој дете добива веднаш сензори, веќе е поинаку менаџирањето, имаш информација кај се движи, имаш на самата апликација што ја користиш, што треба да се прави, на каде ќе оди следните 10 минути, дали треба да му ставиш инсулинче, дали треба да му дадеш јадење, дали хипо, дали хипер. Меѓутоа тоа треба да го сватат и треба да го научат. И затоа е многу важно и младите доктори да стекнат вештини за диабетес и со компликациите со шеќер кога се случува. Медицинските сестри кога не водат низ тоа многу поинаку е животот. Првите месеци или првите недели. Потоа самите лица со диабетес вака ќе кажуваат, па ја зема вака, па ти ќе направиш така. И самиот човек си влегува, и самиот пациент. Деца има што се од мали нозе, од 4-5 години или помали земале станале диабетес, веќе 6-7 делени сами си го менаџираат диабетесот. Толку се праксирани што знаат, имаме случаи во Македонија имаме до сега едно, знаат дури да направат хипо за сусуваат на некој час, а да не бегаат, да се оправдано одсутни во наводници, че тоа е креативен ум. Че тие знаат што треба да направат. Тоа, ама почетната поддршка е многу важна да имаат. Да. Имаме национална стратегија за диабетес од 2020 до 2030. Сега се наоѓаме некаде на половина. Колку сте задоволни од досега реализираното? Што е она што клучно, итно, најбрзо би требало да се промени за да се олесни животот на овие лица? Значи, прво таа национална програма е стратегија, спаѓа во стратегија со незаразни болести, меѓутоа ние гледаме поспецифично како Сојуз и ние сме дел од таа програма, бидејќи имаме улоги како здружение во локалните средини. Слаби сме на едукација, особено институционалната. Значи, ова што го зборувам до сега, ние немаме книги, немаме брошури, немаме достапност на YouTube или на некои канали луѓето да се едуцираат. Ние од странство читаме, од Хрватска, од Словенија, од Србија, таму имаат достапни и ги уклучуваме овие странските канали кои знаат англиски, оттаму учат, наместо во Македонија да учиме и да знаеме. Втората работа е и претходното прашање регистерот. Че ние мора да направиме регистер како држава за да знаеме кај се движиме. Ние се додека немаме регистер, самите институции живеат во најмикро или најспецифично е во некоја манипулација се живее меѓу Министерство за финансии и Министерство за здравство. Нема сериозна бројка. Ви одите кога Министерство за здравство викате, мене ми треба инсулин за 37.000 пациенти за 2 години. Министерството за финансии вика добро, толку пари е. Вас ви се појаваат 40.000, за 3.000 повеќе. И се јавува дупка во буџетот и Министерството вика за финансии нема пари. Да, веќе толку било побарано. Ама што правиме сега со тие 3.000? Ако имаш реалниот регистер и ги знаеш по медицински протокол базирано на докази колку е природен пирас, ќе нарачаш 40.000. Па нека има остаток на пари. Ама кај нас никако да се најде тој остаток на пари. Па ние имаме доктори, морам да кажам,
имаме доктори неколку кои што живеат во алтернативен свет, кои што нови генерации инсулини мислат дека ако не ги даваат, дека ќе се штеди, дека ќе се заштеди на само се даваат прва, втора генерација на инсулини кои што се многу поевтини, ама не вршат работа и имаат многу компликации, научно докажано, дека ќе има сензори за сите, ама ќе нема терапија. И сега ние, пациентите, ја ги добивам тие информации, пациентите се убедувани од 1-2 доктори дека ако тип 2 не им давате тоа, ние ќе имате, ова не е точно. И они ќе немаат. Веќе иста не е терапијата и за тип 1 и за тип 2. Ние мора да имаме регистар и да имаме добро планирање. Фондот за здравство сам по себе, затоа што има, реков, поинаква форма и начин на функционирање, побрзо ќе ги добие тие податоци и ќе ги стави рамките како што треба пореални. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам и вас. Почитувани, останете со нас. На крај разговараме за онколошките пациенти со нашата следна гостинка. Се враќаме за кратко.